Било што да Тебе како критикуваме јавно, Боби може да те видат со цигара, ти не си спортист. ама да. Ти ако си Горан Пандев, Ама гледа брат, јас сега не можам, тоа знаеш како би било сега. Значи у мојата професија што ја работам, значи сега да идам со пиштол по стани, по кафиќи. брат, нашата естрада страда. Да. Кај нас уште не ни поставена за да страда. Кај нас има јутјубери што по секоја цена газат на Да не почитам, полешо, реално не почитам. и ни се Изгради си цено кариера, пособи твоја и мене среќа. да ме Чекнај, брате, завршило. да ме штракна. Добре дојдете уште едно издание на Шанк. И сега мислев како да го најавам гостинот што сега ми е тука, се размислува, се мислев и да го кажам како стендап мајстор, не е само стендап мајстор, да го кажам дека човек што обожава природа, соколарство, мислам дека чува папагалчиња, чува кучиња, пишува, твори, работи, све живо работи и има слично презиме со еден наш познат хуморист што го мислам по старите генерации го знаат, Китановски. Ето беше Војче Китановски, е Трајче Китановски. Трајче, добре дојде. Зошто компјутерот оди на доктор? Не знам брат. Ајде. Не, сигурно. Не. Зашто има премногу вируси? Добро ја почнеме Добро те емисијата. најдов. Добро те најдов. Добре дојде, сега ја добро те најдов. Ти си познат уште по една улога што јас ја имам, ама се држи у тајност. Па не се облека. А ти јавно ја афирмираше Миле Джандарот. Миле Джандарот, полицаец, сега да не биде, еве, сега... Нема везе, брат. Да не ме залепиш, знаеш, Ке те полицаец, да ме... Ти знаеш Попи полицаец која биле и полицаец ја му вика: "Дедо Попе, знаеш што, не ти исправна колата, ќе те запишам, пиши чедо, пиши, јас ако те пишам на лошо." Не може. Добре, ја не сум поп па да се плашиш ти, види се, Боби. Абе, знаеш како, да, точно, знаеш, меѓународно те познато Джандарот Так. и така, надушо од старо време, мада ти го познаеш дедо ми, Бог да го прости. Да, изврсен човек, добар полицаец, така. Он началник си беше и сега он мајка ми исто така, Бог да ја прости, ја има плеснато шамар, токму кога била дете не ни знаеше та Джандарот. Покраден збор беше Джандар. Паднала во несвес. Не од што ја болело, него од стравот. Така. Така да, ја имам една почит кон полицајците, но улогата ми е Миле Джандарот заради тоа што глумам еден полицаец што е од времето на Југославија, впрочем. Савезна милиција на времето кога што била, да. фотејки, све и кога Рад, реки дисциплина. Така. Да. Како дојде на таа идеја? Или желбата од тогаш? Одедам. Дали имаше желја да бидеш полицаец, брат, жив ти се каже? А? Началник, да ги строја. Зашо е, брат, тоа е некоја проклетија, еден што влезе Джандар у фамилија до четврто колено, пето сите сака да бидат полицајци, брат. Сите дојде. Како не, тоа е стварно нешто да не ти се умилкува. Не дека сакам, ама морам. Да, бе, тоа знаеш како кај нас беше како наследно. Сите беа само не Ти не пак си. Пак си се на некој начин. Пак сум, да. Инспирација од кај добиваш, брат? Инспирација. Тешко. Брат, како да немаш инспирација од политичарите, имаш најголема инспирација денеска. Мислам дека политичарите не го земаа лебот од нас хумористите. Не можеш да не. И таман ништо не прави. Ти само пушти телевизија, додуша сега не гледам телевизија, ама по интернет. Интернет ти искача. Ти излезе на пример некој си се вратил на граница. Тоа ќе каже на граница сум. Да. Или па на пример некој си, како да кажам сега, еве, ги има многу. Сад да не само мене ми е зашто не беше на прочка. Да му просте на човекот. Изгледа пешки, дали тргнал еден ден порано, па закасне, па не знам сега како е, што е. У Кумано се вика скока, дали огинот што се скока се вика калавешница куде нас. И он може скокал од кај што бил да скокал многу огини и така. Бидејќи знаеме дека на одење со фудбал нели издрибува и со брзо трчање. Мислам дека и фрлаше кошарка, фати тока малце. Ама он играл на затворен простор, не на отворен простор. Да. И затоа сега е у домашен притвор. Да. Не знаеме. Живу затворен простор. Не знаеме, тоа не сакаме да спомнуваме имиња. Да, секоја случајно се најнамерна. Мислам дека правите стендапчиња сега низ Македонија. Да, правиме, знаеш како? Не класичен стендап. Точно така. Да. Јас зачнав ми таа тема пред да започнеме. Боби, нашето ти е како скетч шоу.
Баш Добро, скеч да, шоу. да. Знаеш што ти се Така. класични скечови се форма на стендап. Ходени, така, да. Така да го правиме тоа пред жива публика, да има нормално знаеш, ме нервира мене она што е се, на пример, кога ќе пуштиш камера и тука ти не можеш да имаш фидбек од публиката да знаеш кога е смешно. Ти можеби ќе напишеш панчови, знаеш ти, Да, како се вика, може ти ќе напишеш милион панчови, ама ти ако не видиш публика да се смее на тоа, значи не е тоа. Секој стендап, на пример, класичниот стендап е класична интеракција со публиката. Да, Вие да не кажам дека сте пионери у таа, или ајде може промотори на нешто ново во Македонија, каде што успевате скечевите, не знам како, догодовштините што се дешаваат у државава, па се тоа искомбинирано со некој виц, меѓутоа некогаш дали ти се случи од публиката да ти даде шлагворд да завртиш на друга страна. Ова сакав сега да ти го кажам, така е, да, точно. Ама морам да признам дека тоа е ѓаволски тешка работа, што вика Владо Јаневски. Така. Ако замисли сега ти си влезен во својата улога, да излезеш на 5 секунди, 10-15 и после да се вратиш, што не е така лесно заради тоа што прво се заборава текст. Така. Тоа не го може секој. Не се фалам или нешто слично или не се правам мајстор над мајсторите. Ама работата што треба да го знаеш текстот Ама ти на треба да тој го знаеш. и пред и после тебе. Точно така. Да. Мене на пример ќе ти кажам, првата представата ни се вика Брзо вике полиција, каде што главен лик сум јас, како Миле полицајецот е. Жандарот каже се Жандарот, слободно. Колеги така е. попиеше од вас да го испочитуваме. Значи, другиот двајца сме. Впрочем, двајца сме. Поздрав до Нинослав Нанков, Поздрав и од мене до нив, да. Сцената. Стендап Македонија ни е продукцијската куќа. Поздрав и до нив и до целата екипа што работи, затоа што битно ми е да се дешава и да се работи нешто ново. Така е. Нинослав Нанков, каде што Нинослав Нанков, Нино глуми се што не сум јас. Така. Еве сега заради тоа што представата ни се зголемува фактички сега, така да кажам, заради тоа што имаме и нов чин. Така. Еве, да откривам премиерно кај тебе. Така е. Нов чин имаме, тоа е Рамче Ромче. Така се вика. Така. Така се вика. Така. Секоја случајност е намерна. Намерно, така. Да, така да ќе биде интересно да се види и тоа. Моветот ми е, ми се случи тоа во Скопје. Премиерата имавме во Прилеп во културно-уметничкиот дом Марко Цепенков. Салата беше боби Крцата. 500 луѓе. Така. Стварно сум и многу благодарен на Видео инсерти и тоа, да. Да, и исполнена многу добро, беше стварно смешно, луѓето се смеја, впрочем и тоа не е целта. Да ги расположиш луѓето, да ги разманеме малце од политика и другите глупости. Прашање е да се надоврзам и да поентирам. Во Скопје, во Public Room ми се случи тоа на 3 пати. На 3 пати Да излезеш и да се вратиш? Така е, да ми дофрат од публика и одговорив. Еве на пример има прашање, јас впрочем завршувам, кога завршував представата, јас кажувам како да не е тука градоначалникот. И сега има прашање кој градоначалник? И што јас можев и да си го продолжам мојот текст, неспорно. Така. И јас му одговорив на него. Уште повеќе имаше тука смеење. Да. И после се вратив во представата. Така да Пак се врати назад без се вратив проблем. назад без никаков проблем и викам и мајка да, ама не. О, интересно. Може да. Така да фала му на тој што дофрли. Ги Стана многу повикуваме да интересно. споделат, значи Нормална работа. Формата на стендап и онака е една од потешките форми на комедија, затоа што викаш ти еве, ние може да седнеме сега да си правиме уметни, стварно ќе биде смешно и за нас и за публиката, ама мене ми се случило и јако сум правил да почнам една тема и да гледам дека не оди. Значи не оди и затоа, знаеш што ние напишавме сценариски, да, сценариски е тоа вие што го правите е доста добро. Сега и добро е што оставате простор за дофрлање за такви работи, каде што може да ти отвори друг правец да идеш. А иначе класичното е, мислам, театарска глума. По мене. Точно по мене така е. театарска глума. Точно така е, па значи и се јас ке седам и ке земеме за тефтерот вака и ке го научам ова. И секоја представа ми е ова. И тоа е уметност. Значи не подценувам. Меѓутоа малце се испомеша работите на театарска комедија или театарска глума на комедија, на чин, на било што,
се испоистоветува со стендапите. Тука малце е разлика. Нема врска, така е. Да. Што зборевме пред да започнеме? Ти можеш да го научиш сите вицеви на памет да ги, така? Да, така. Ама како ќе ги интерпретираш, како ќе ги кажеш, Да, тоа е многу битна работа. Јас затоа во тој дел ти симнам капа и не можам. Фала, Јас брат. на пример со вицеви не сум баш најдобар. Така. Но па јас си терам друг правец, така да не, затоа па и не сум се ни посветил на таа Проблемот работа. е сите што сакаме све да знаеме. Не ја гледам Тука е таа работа. проблемот. Значи тебе те бива за театар, окей, театар, тебе те бива за хумор, тебе за стендап, тебе за водител, тоа е окей. Ама сега знаеш некако се испомеша тенџерињата и сега сите сакаат еднаш све да бидат. Гледа дека успева пример снимање на рилсови, опа, јас сега ќе бидам инфлуенсер. Не знам ќе почнеш два реда напишал некоја рима, опа, ој песнописец нешто, Готово е, една писател, книга, бе. писател се става. Зашо бе брат, така се расплинуваш на 100 страни, не можеш да се сконцентрираш на тоа што треба да бидеш. Така и почнав. Да. Нормално секој лута. Да. Никој да знае што Така е. прави од почетокот, така. Така е. Почнав едно, друго, трето, не иде. Ама се пронаѓаш и тука Ама кога застануваш. се пронајдеш, мораш да застанеш. Така, Имаш така, косница. така. Инаку еве јавно да соопштам за мене, по мене, спомнавме вицови, тоа е нели посебен дел во хуморот. Нели ти спомна пред да започнеме, Така. ти и Војче Китановски што Да, што Војче ме најави, Китановски, да, Вие да. двајца за мене сте најдобри во Македонија. Фала брат, тоа ми Потарава. значи што ме може другите ставаш да. на пиедестал со таков лик, значи човек може што е еден од луѓето што го промовираше кажувањето на вици на јавни настани, на Не јавни знам дали настапи. знаеш да те надопонам, нашиот заеднички многу драг пријател Игор Джамбазов. Братот му е поздрав до Џамбазов. Поздрав, така е, ми соопшти дека ја не знаев дека Војче бил првиот стендап комичар во Македонија. Сите што ќе јас прв Ама јавното кажување на вицеви. Друго беше, значи не можеме да ги испуштиме и другите театарче Лево Ќоше, Хихирику. Се во ред. Првите стендапџи или првиот стендап или првото јавно кажување на виц беше Војче Китановски. Така. Значи он си имаше не знам на Блокови. на секој радио се слушаше он со неговите вицеви со тие работи. Така, инаку не сме роднини, така И мислите дека сте роднини? Да. Најреално. Сите тоа, еве, тоа Уште е прв пат една кога се табу тема. слушавме, кога се запознавме пред 2-3 Да. години, така Да. нешто беше, ја мислев дека дека си му нешто род фамилија. Беше Бог да го прости најдобар пријател. Така. Најдобар пријател, многу снимавме заедно, дружевме проекти, гледал, гледавме, да. може си и си видел. Правевме заедно од типот на пранкови, скриени камери, скечеви, што не сме правили, емисии, водевме македонски приказни се вика емисиите. Игор Џамбазов го запраша, викам, си бил ли во македонски приказни? Не, вика прв пат ми е. И ме збуни. Да. Така да Војче ми беше само добар пријател, он беше Китановски без В, јас сум Китановски, Супер. ама не буна тука малку. Нели се, кој не знае Кој не деталите, знае, нека тоа ги е тоа, знае да, да тоа е тоа. Инаку да, тоа е. Со оваа екипа колку време работите, брат? Со Стендап Македонија само две и пол години. Браво. Така Што нешто. ги следам и ми се допаѓа што еднаш мислам кај тебе на подкаст го правевме ова муабетот. Стендапџиите, хумористите да се обединиме. Значи сега, да, можеш, хумористите и инфлуенсерството е тука некаде. Се зависи у кој дел опфаќа. Меѓутоа сите си направија своји друштво на писатели, друштво на музичари, Гуабарите друштво на имаат. пејачи. Само ние стендапџиите, хумористите немаме ништо и ми се допаѓа проектот на Стендап Македонија, каде што се обидува да ги обедини и да ги представи, буквално дава шанса на сите да се представат и да си кажат што има да кажат у сферата на хуморот и на зафрканција. Па еве сега повторно премиерно да најавам браво. за кај тебе. Секогаш ги ја премиерите. Со тебе сум отворен многу. Исто, да. Исто како да нема камери, мене Така, ми е така. бидејќи Па ние вака ја си и- правиме моди кога се возиме. Така, Да. Така да ова лето ќе има фестивал на хуморот каде Браво. ако не во Прилеп, од каде потекнува хуморот. Да. Мислам и Куманово, да не се навредиме. Имаме ние стендап Вие фестивал, имате како ли беше Никола? специфичен. Стендап фестивал имаше у Касапски, кој не се држеше 2 години поред. Мислам дека има, Мобетот да. ми е лошо се изразив, не хуморот, него Итар Пео потекнува од Прилеп Така и е. од таму. И ми имamo Батка И Ѓорѓиев. вие имате Батка Ѓорѓиев, така е, да, така. Така да таму ќе бидеме, се надевам дека ќе бидеш и ти, Сигурно. ќе бидеш поканен сигурно. Драго ќе ми биде да дојдем таму. Така да ќе биде тој фестивал, еве да откривам 10 дена.
И таму ќе има и представи и стендап Така. и секи има. Така, супер. И иначе сакам да се организираме во некое здружение такво, бидејќи стварно заслужуваме. Некако Јас, како да знаеш, самите да си колку го подценуваме, не може да знаеш- каже бизнис, него нашата уметност во овој правец. Да бидам искрен, Да. еве, да бидам до крај искрен со тебе. Јас точно и другари ми се некои од стендап комичарите, не се познавам со сите нормално. Мислам се знаеме, ама не лично, не сме имали некоја си прилика, но добро. Сум пробал да поканам комичар или глумец на моја представа. Така. Да, од другата страна наоѓам на зид од типот на не те одбива тој ништо, него важи готово во ретово. Егото некако ни е дека многу нешто се големо, поставува брат. над тебе. Да. И јас тука одма не можам да нема потреба. А зашо бе брат да не? Нема потреба да е зашо тоа да не се така. Гледам почитуваме? зид, гледам. Да не се Сваѓаш? да не се почитуваме да гостуваме За- тоа едни мене кон други не да ми е биде јасно. забавно. Сега, ја кога сум бил кај тебе луѓето направивме бум и беше гледано. Така е. Сега ти кај мене, зашо да не се вртиме луѓето да гледаат дека освен политика, имат и нешто друго поразлично да гледаат. Ама и нема многу. Ако не се Како подржувам викаше Томски, колку 50 души? па на три раце да. Без душе, толку се брат. Значи што уметници, што Мери тебе, да. Да. Ако ми се рачунаме у тој. Нели? Така е. Здраве Боже, може и Трајче ќе биде познат некад. Па затоа и дојдов тука. Да, не, Да, се запрекав, станам брат, познат. извини, не запрекавте. Никола се запрекаваше, пошто како што се фотографираме, Зашто баш кој се не дојде тука? Му вика, Ја уште фалам и сам за. слушай, му вика Никола на Томски мислам дека беше. И му вика, ајде да се сликаме, па може ќе бидеш познат некогаш во животот. Тоа е. Па ќе кажам, еве Томски беше кај нас. Значи Ама познат види, брат, брат Томски те сака брат. Ние ако не го разбираме хуморот и ако не сватиме, ако не па кој да свати не треба за хуморот не е навреда. Денеска сите тоа нешто се возгордеани луѓе. Никако. Да не ти прочитам коментари. Објавувам, значи не се работи за хумор, еве. Објавувам на пример зашто луѓето толку се нешто пресериозно сваќаат. Зашто се за зло зема. Објавувам, знаеш, дека Да. меѓу другото и ти име најави. Те најави, да. Сум соколар, така. Така. И чуваш и Птица, папагалчиња, и чуваш папагали, и и дресер, сум на папагали, да. така. И сега, што се случува? Објавувам јастреб, Бутео, народски познат како јастреб глувчар. Добро. Најден повреден и коментари доле. Јас објавувам кој човек дали кој сака да го вдоми и тоа не дај, кој сака да го вдоми него, јас ќе одберам. Да. Не Кој може може на секој да му го дам да се сега, јас на снајде со него. Така Така, е. да. Ќе одберам од кој има искуство, кој знае што е ова, не можам сега ја да ти го дам и ти да му го дадеш леп да јаде. Кој јастребот јаде месо, така. Така е, така. Некакво познавање да има. Ама какво Ми месо? вика, Што дај ми, месо? ми вика, дај ми го, ќе го чуам у кафес. Јастреб не се чува у кафес. Треба Како да ти го дам? И сега коментари доле мал милион. Извојувам еден поединец кој да го испочитуваме така вака е, емисија, да. кој новинар. Аха. Новинар, денеска сите се новинари. Знаеш, еден сајт ти направи, ти си веќе новинар. Оно везе нема. Една статија пише дека водата е загадена и готово, ти си новинар, да, крај. Не знаеш. И типот таму пишува како ми чита, не ми чита, ми кажува закон. Мене ми кажува закон за птици и грабливи Ти цел живот си 14 години. Ти цел живот. 12 години интернационален соколар, на светско првенство сум бил, сум ја представувал оваа држава во соколарство, мене ми кажува закони за птици и грабливки за соколарство, не сум смеел така јас. Друже, ја имам Здружение за птици, грабливки и соколари, Аустријер. За ти мене ќе ме Ама тоа учи. ти како што беше и за ретките видови на животни, на рисовите, на Па тоа се здружение. Како јас да му се мешам на оној што има здружение за рисовите, умрел рисов, го згаздиле на патот, видов, ти си гледав, крив да му да. ме сваќаш. До кое лудило луѓе гледат, тоа го прави па со навреди. Па со, Тоа е не добро знаеш утро, што. тоа е добро утро. Глеса, тоа скоро со сите гости го правам муавет, затоа што се наметнува таа тема како таа тема. Некако у Македонија е проблем
не проблем, навика да плюкат по се што е добро. Значи, ако си го одминал соколот или нели јастребот, а ти си соколара, не сакаш да му помогнеш, пример. Коментар ми пишува, зошто ти него ми вика земеш? Нема зашто. Нема зашто, како да ти кажам. Да можев, така. немаше јас да го објавам. Да, и се гледај, они која глупост? Они на пример сега мразат се што може да се мрази, што не може да се мрази, и он нема друга работа. Он е осамена душа, значи животот му е празнина, шупljena, и он сега не може да биде виден, не може да биде забележан. Ама чекај, ќе го плюкам трајче и сега знаеш што сите ќе ме видат. И сега гледај, до негде им успева у таа, зашто ја ти се јавам, трајче брат, оној копукот што ти пишал таму. Значи, ни скренал внимание. Најдобро е таквите да ги имаше еден мој другар, вика си имаше еден fuck off спреј. Доколку се може, најдобро е тоа. Ама да бидам искрен, те допира малце, нели? Погаѓа. Не ми се, мене ми е јасно дека не ме сакаат сите. Има луѓе ме сакаат, не ме сакаат. Ако повеќето се оние што не те сакаат, се утно работата. Да. Ама сега нормално да има некој што не те сака. Снимав видео, стана вирално, ти си појак во гледаност, но 100.000 луѓе за мене. Брат, зашто нема везе тоа? 100.000 луѓе не се малце, така. Да. Брат, 1000 луѓе да те видат денеска ти си виден. Така е. Значи 1000. Сега 100.000 луѓе снимав видео, конкретно ми засмета, бев на еден празник во еден манастир. Така. И таму во тоа видео си кажав, во манастир, во црква, во црковен објект не треба да има музика. Така. Подбор 1. Не треба за мене, зашто? Са некој може и ќе ми се научи, мене ми е тоа се едно заради тоа што сум искрен. Така да. Ромите се прават христијани на православни празници, на муслимански празници се прават муслимани. Ми смета тоа? Да. Например, имаше многу други работи што ги спомнав како се вика таму, и сега од 100.000 луѓе можам да наборам 8 луѓе кои имаше негативно. За мене тоа е успех. Ама заради тоа што 8 луѓе во споредба со 100.000 луѓе 50 да се не е ништо. Гледа сега, луѓето многу ги боли кога кажуваш вистината, и луѓето многу ги боли зашто не играш по негови ноти, знаеш, нели онда свири ти да играш, нема мајсторе. Да, прави си ти емисија, подкаст, биди успешен, никој не те брани да видиш како е, кога ќе те руста некој. Треба ли бе брат, кажи ми ти мене, да има во манастир ставено двајца обезбедување како ја да одам во дискотека и да има карти. Сега ги го кажам. Ставиле како се вика бончи, како Парагон блокчиња некој нешто таква работа, и тоа не на сите луѓе, него само на нивни пријатели, на нивни само може и ќе човекот ми се јави, ми нашол мобилен, ми се јави, зашто ти го кажа, како бе зашто му вика. Ама чекај бе се што е таму лага? Јас со едно свештено лице не дојдов во конфликт, пошто ми е другар, ама еве сега да спомнам таа работа, дојдов. Ова е домаќи, не свештено лице, домаќи. Унаводен конфликт. Значи, све гледале филмови, ама тоа што е на филмови направено е некоја си вистина, нешто препишано. Никаде у црквените закони и Библијата, пошто сум ја читал, не пишува дека ти треба да оставиш дар во црква. Значи ти ако сакаш, твоја е волја. Едно, второ, сите тие дарови што се зимаат од црква се препродаваат у наводници за одржување на црквата. Така е. Јас разбирам, ама не можеш ти на таков на голем празник како што е Великден или 3 дена пред Великден да продаваш крпи, чорапи, значи ти си вера и религија. Според мене, не морам да сум управа, имаш деца без родители, имаш старски домови, имаш загрозени семејства каде што тој еден пар чорапи и 2 кила зетин ќе им биде многу од помош. А така ти духовно се просветлуваш и правиш добро дело пред Бога како црква. Значи едно време, јас не е битно кој храм у Куманово, влагам и ми вика човекот, па што го знам, домаќинот, нели, клисарот постаро како беше, и вика, попче, земи си мајчка 150 денари долна, вика, за здравје. И ја викам, добро друже, 150 денари, да. Еве 1500 денари. Кај продаваш здравје? Дај ми 10 мајци, ама ако се разболам до крај на година, тоа ќе правиме проблем. Да, здравје. Значи, нели, сум верник и почитувам све, ама не можеш да ги мешаш бизнисот и верата. Као сите пори во општеството наше да влезе некој бизнис.
Например, еве, управа за јавни приходи, вика колку кафани имам затворено, толку нема управа за јавни приходи. Да се насмееме. Знаеш ти кога се пали управа за јавни приходи, гори управа за јавни приходи, се јава на телефон. Затворат, нема. Слушај, се јава на телефон и вика колеги и упожарни вика колеги, гори управа за јавни приходи. И вима полека. Каде врзеш? Каде брзате? Брат, спомнаме дека ти се занимаваш, еве, тоа се убави племенити работи, чуваш животни, соколарство, знам дека папагалчи имаш многу убави папагали. Да. Како не идува тоа кај луѓето, брат? Малце е чудна професија, реално да ти кажам, ама добра професија. Го имаш ли гледано видеото што го ставив на па и на Facebook, мислам дека беше на Instagram стана вирално, добра монтажа беше, па и баш така не идува, апропо твоето прашање. Така? Со папагалот мој со арата, на матка сум, заедно такво, јадеме јајце. Ја јадам едната половина од јајце, она ја јаде другата, си ја држи вака Така. и ја јаде. И проаѓа една кола и еден човек не гледа вака, го вади телефонот и снима демек. Ненормална работа, што е ова? Папагалот на сваѓаш. И јас му правам со јајцето демек, живели демек, сваѓаш демек, си јадеме јајцето. И он вака не гледа. Баш така, некогаш, баш така не идува, заради тоа што во Македонија, па и убаво што кажа, јас сум се што нема, па и да нема, ретко. Ама реално, јас затоа што те знам, еве, долги години може да се каже, не се долги, ама ете, пуно години, и знам дека ретко слушам со човек, например, работи ова професија, што работиш и ти. Ама кај нас се што е ново, си чудак. Збораме, еве, и Како не? И ние што кажуваме вици, уште сме чудаци, брат. И што правиме хумор. Значи, се цепи цел ден те на телевизија, ќе ја гледам. Добро, царе, не ме гледаш. Така што ти Ама кажам? знаеш па што не ми е јасно? Зошто луѓево? Тоа не се луѓе, тоа се ботови. Тоа се ботови, ти замисли природа. Да се крстиш, да ставиш црна слика и да сега ќе му јадам, ќе му плюкам, да. Ќе го плюкам. Колку е мизерно тоа, Боби? Колку е ниско тоа? Биди човек со име и презиме, да те видам ликот, фацата. Јас сум тој, ја не се Дојди, кријам. ја не се кријам. Не, Не му пише порак, адресата ќе те дадам, не е проблем. Ако си толку маш, па дојди. Ама сум сгрешил. Коректен, сум сгрешил. Океј, не се лутам, сум Ама не сгрешил. сум сгрешил ништо и јас пардон. Да не направи. Опа! Има израдување. Боби, што сум сгрешил тоа што имам моje мислење? Па не е тоа гребе, брат. И сега луѓето очекуваат. Замисли ти, онда ти исплука, а ти да му кажеш фала. Не. Сега не да може па ти да вратиш, еве го каков е. Еве го, мислам, зашто? Па јас сум човек. Значи, Ајде да видиме сега вафли. Куманово, ќе да покажемо за наши гости да ги испоштуемо. Повели брат, мисля дека смо ти испоштували на право. Не, може, не, поставам ја, брат. Ти, брат, сега ти. Еве ти водичка, брато мој. Ова не само што изгледа, него звучи убаво. Звучи убаво, да. Да, неки си правиме ова, тоа само ќе изгледа сега. Сега ќе изгледа перфектно ќе изгледа. Да, и многу во мириса. Да видам Мириса, значи вафли кумано, поздрав до вафли, што не поштоју увек кад ќе се ни ти гости. А веќе кад смо туди ги спомнеме и наши други подржувачи, тоа е Банјолукс, Етно село Тимчевски, Елида, Вафли, Арликино. Значи тие се наши подржувачи што сакамо. Фала ви на сите што не поддржувате да може да изгледа вој како што изгледа сега. Сега, значи док едеш палачинку. Не, само ќе пробам за да знам што да зборам пред нашите луѓе, за да не мисли дека само ги фали. Имам уште еден подарок. Комплекс Етно село Тимчевски, мала пажња, ваучер на ќевање за двајца со појадо. Не бе. Тамо куде што едење најубаво, а спање још е поубаво, зависи колку испиеш. Благодарам на Етно село Тимчевски. Најдобри се. Да, значи поздрав до сите подржувачи. Знам дека си ја работат како што треба својата работа. Брат, значи здраве ќе отидеш ќе пробаш, извини, и на Кумановски на Скопски едење. Што вика у Куманово татка с Тесло да се утепаш колку е добро.
Ти викаш Кумановски и Скопски нема везе, ама добро што не е Марсовски. У последно време гледав подкаст, излезе една Марсовка, вика јас сум Марсовка, Марсовка, не сум вика нормален човек, јас сум Марсовка. Да не почнеш Марсовски да... Брат, знаеш што, и за тоа ќе те праша, за инфлуенсерската сцена у Македонија, или, еве, дали си се закачил со некој така сакајке, не сакајке, не мора имиња или кажи слободно, како што ние кажуваме, сме скарани, сме у добри односи или не сме у добри односи. Што мислиш за нашата сцена? Дали е доволно развиена, дали сме доволно лојална конкуренција или се служиме со трикови, брат? Ти викаш сцена, добро, кај музичари естрада. Да. Благој Груевски ми вика, брат, нашата естрада страда. Да. Кај нас уште не ни поставена за да страда. Ние моментално страдаме. Знаеш како? Не е се црно, ама ја го како да кажам, да бидам добро сватен. Да. Знаеш што, брат? Јас на пример во глобално не сум. Не гледам да не се скарам, да не бидам скаран. Нема ни зашто, никого нема. Знаеш, има рете да се спомне дека кај нас има јутјубери што по секоја цена газат на не почитам, реално не почитам. И мислат едно посла видео и мене да ме спомне, така да не е тоа важно. Величко не мари од толичко, брат. Сакам да кажам дека има луѓе што по секоја цена гледаат да се закачат за некој, за да добијат одредени поени, да ги дознаат. Како ботовите, така да, за жал, денеска има и такви јутјубери. Да коментирам некои високи имиња, значи тоа. Порано имавме една група, као што е К15, например. Сега хумористично беше таква, се викаше аматери за хумор. И сега многу ми е жал што навистина не е дека лажам или дека фолирам, на дечкото името не му го паметам. Не му го паметам, навистина. Тројца бевме во таа, ама помина 10 години. Тројца бевме во таа група, се скачкавме со него, не се уште комичар, не ми текнува. Навистина не ми текнува како се викаше, заради тоа што не знам, за некоја глупост, за некоја си направивме некоја си песна, хумористична таква, откако се скаравме, он побара песната да биде трната од YouTube каналот, што јас не се согласив и тука се заради таква некоја си глупост, навистина не ми текнува како се викаше човекот. И меѓу другото со еден стендап комичар не вреди, стварно навистина да му го знам името, да не бидам искрено, да не бидеме како нив, да не бидеме како нив и да не бидеме како нив. Човекот проба можам да кажам како се јавно дека човекот проба во представа што ми е моја, мислам, на стендап Македонија нашата, да влезе место мене, да ми истурка да не те гледам, ја да влезам. Така бе, брат. Па луѓето, знаеш, како што спомнавме, по секоја цена гледа да газат и по лешови, само да грабаат успех, па не бива така. Ама брат, со Зоро, тоа ќе се може да се случи, ама е краткотрајно, затоа што тие луѓе знаеш како они гледат по секоја цена да те отцрнат, да ти свлекат, затоа што ти ако дојдеш на таа сцена, не само што ќе дојде твојот успех до израз, него ќе дојде неговиот неуспех и неспособност до израз. И се он нема како ќе те плюка, ќе те отцрнува или био. Ја реално немам со никого закачка, јавно закачка, не можам да ги поднесам, не спомнувам имиња, луѓето што плукајки. Зашто не па закачите сега? Да, сега те закачам тука. Да, не брат, не сакам, не се битни, значи не битни се да не бидеме како нив. Значи вика не битни се како семафор убера. Или како општество, буквата Т во зборот на заед. Сега брат, ако почнам да ги кажам, значи ќе бидам исти како нив. Меѓутоа, ти да се дрзнеш да плюкаш по ликови како што е покојниот Војче Китановски, Џумерко, Ванчо Петрушевски, Игор Џамбазов, Тони Михајловски. Значи, не можеш да ги земеш уста нив, брат. Значи, не можеш да ги земеш уста нив. Тие луѓе направиле кариера меѓународна. А јас со 4 снимани рилса ќе кажам кој е Трече Китановски. Значи, твојата историја да ја погледат на снимање на кога уште немало ни рилсови ни интернет која си се занимавал со такви икони у хуморот како што е Војче Китановски и сите останати да седиш и да се дружиш. Да бидам искрен, YouTube, многу јутјубери што денеска се
над мене. Да. Не почнува, не беа на телевизија појавени, ни на YouTube, не постоја. На YouTube сцената, моја грешка беше што застанав, склоп на околности, застанав тогаш во Македонија јутјубер беше дечкото, како се каже, GP, така беше него? Стефанатори GP. Стефанатори GP. И јас, двајца, тројца бевме. Не да се тоа се фактите, може да се погледа YouTube каналот од кога е отворен. И се некој ќе се дрзне таму. Сега некој од било каде, например, некој си човек што може би има сега, брат, мене не ми е што сега јас можам како се вика да извреѓам некого па да стане ова вирално, па да стане тоа. Не е тоа целта. Не е тоа целта, така ли? Да. И сега замисли ти, такви ликови што до вчера нивниот контент им бил да се соблакаат голи на улица, да плукаат луѓе и да завршат у затвор како се вика. И сега да кажуваат. Сега тие да кажуваат и да креираат јавно мнение. Гледа брат, мене ми е окей, значи не ми смета. Ама брат, не можеш ти да бидеш пример за младите коцка да промовираш коцкање бе брат, да вика јавно. Па не е тоа проблем, ти биди си коцкар. Ама ти биди си. Гледа, сите у животот имаат свој прав. Па да, ама треба да внимаваш на своето. Пример некој да дадеш. У приватност некогаш треба да однесе. Значи, ја не викам не. Може до пред 10-15 години ми сидело, леле сега и се караш. И сега знаеш, си управо, ама тој од таму не е управо. И викаш, добро господин, извинете. Така е. Еве, конкретен пример, јас видов на семафор еден наш истакнат кошаркар во репрезентација беше. Многу сум го почитал и сум го ценал. Човекот кога го видов со цигара, за мене престана тука почита, заради тоа што немам ништо те што пушаш тоа што. Јас сум тренирал, сум играл, знаеш, професионално фудбал, играв го. Каде не? Ти си им пример на најмладите. Ако сакаме ние да градиме некоја си општество, например, некоја си средина, сакаме да имаме спортисти успешни. Па како да имаме спортисти успешни кога ти немаш приватност, бе брат. Тоа дете утре ден тебе ќе те види на улица, треба да му имаш пример, а не со цигара во рака. Јас се слажам со тоа. Значи ние еве што сме се нафатили у наводници како така без разлика со колку дали следачи за било што да креираме јавно. Може да те видат со цигара, ти не си спортист. Ама да. Ти ако си Горан Пандев. Ама гледа брат, јас не можам, тоа знаеш како би било сега. Значи у мојата професија што ја работам, значи сега да идам со пиштол по кафиќи. Да, полицајци ми се може. Нели, има и такви, има и такви. Значи да не се лажеме, меѓутоа второ, јас снимам. Како така креирам некој јавно мнение, оставаш печаток кај децата, кај се случува на пример пред зграда, кај мене у Мичурин, значи да дојдат децата да се сликат од школа кога ќе ги пуштат. И колку убаво тоа? Брат, и окей, сега на пример гледаш и приватно да бидеш на некоја тоа е тежината, а не е слава. Ајде не можам да кажам. Тоа е тежината што ја носиме, затоа што ти некогаш и тебе ти дојадува и да отераш некој пизду материну и све брат, ама брат, ја ќе ти кажам искрено. Никола не тврди така. Никола не мисли така. Добар си Никола. Брат, мене искрено што ми се случи после скопската премиера на нашата представа, значи во Public Room. Така. Белки. Не, смееш, све е фри, брат, све. Да ги поздравам, еве, да, поздрав еве од мене, да. Дечките сосема, окей. Фактуру ќе го направиме. Да. Фактуру, брат, се е дозволено, фактура после на поваѓање. Па мислете ма. Што се случи? Представата заврши. Ја представата, знаеш, ти прават мемуове, немам ни зашто па да кријам. Волчак, имам германски овчар, се повредив, се боревме, ми ја скрши вилицата. И имав повреда едно месеци повеќе. Ако не смеев да зборувам, знаеш дека одложував нова заради тоа. Имав месечеа и така, натака. Значи, таа представа ја играв, не ни знае дека фрактура имам, ја играв со болки, не спиев со ноќи, значи не спиев. После таа представа, едва чека, мислам, сега глупо е да кажам, јас кога ја играм представата уживам. Така да. Верувај дека тогаш адреналин кога имаш не ни чувствуваш па ни болка. Така е, така. Што се вика? Ама кога представата заврши, си викам, добро, окей, сега малку да се смирам, да си почитам, знаеш. Бидејќи ми се јави некаква болка. Не ми беше, до се ми беше само не до сликање. Така. Баш тогаш. Ама не можеш. Не иде.
ќе кажат се возгорди, а види го. Така, одма е тоа. Тоа е брат што би јас често пати умеам да го цитирам Владо Јаневски, но стварно човекот има и што да каже. Така. Он вели и јас велам се согласувам со тоа дека тоа е по ПС, по правило на нашата служба, брат. Ти не мора да се смееш, например, ама испочитувај го тој што дошол, што платил билет да те гледа. Направи го чефот, направи два реда муавет. Да, ама и децата на улица и луѓето, значи, где и храбро се да придеш на таков човек, еве не викам дека сме многу популарни, ама ете, таа слава што има, како сме ја направили, гледаме да ја нели да биде уште поголема. Човекот на каса стои у продавница пред 15 луѓе и вика Кумановец како си супер си со вицовито, и пак и тоа е храброст на тој човек и се ти да не го испочитуваш, вака да гледаш, што бе? Значи тоа е брат, не почитувам. Значи не почитувам брат јас такви работи. Точно. Се согласувам. Значи прегас ќе ги спомна ти судиите, брат, ти кажаме да вице, не ги спомна него. Судиите? За еден настан кажа дека за прекограничен тоа, прекограничен соработка, да. Го прашува, вика, знаеш ли, вика, судија прашува, нели сведок, вика, знаете ли, вика, господине, вика, колку се добива за лажно сведочење? Знам 3000 евра, прегеска ми ги дадува. Ој, него знае 100%. Ајде. Зошто пивото е среќно? Зашто го отвараме со насмевка? Јасно. Ја, брате, знаеш како? Иде Кумановац, од град. И сега некоја уметничка изложба имало таму и сега доаѓа Кумановац, гледа и брат, врску нема слика, мајде човек да си гледа. И гледа, вика, ова е преубава слика, види ја голу жена брат на слику и гол муж. И вика, ова е преубава слика, како се вика? Вика, овај слика се вика Стојано Куманово. Како вика Стојано Куманово? Па вика, ова жена која е? Тоа е жена му на Стојана. Вика, овој гол муж кој е? Вика, тој е комшија. А Стојан, па Стојано Куманово. Нема прв. Добро да те прашам само вака, смеам бил. Да. Вицеливе, имаш некој твој, например? Сам да си го смислиш, па да дојде до тебе? Сега ти кажам, не е виц дешен као муабете. Расот. Не, брата. Кажи го. Ќе кажам, па ќе кажи расот, убаво ти текна, брат. Трчу по аеродром, нели мора да кондиционно да се одржуваме, шетам и сега иду, нели паланчани луѓе од Паланку, поздрав до мои паланчани, пошто корен ми од Паланку тамо, мајка ми од Паланку, ги викав шопови, нели? И сега ја трчу тамо по аеродром и тук гледам, оден пут секси шоп. Одмо глава ми паде. Како се вика згодан паланчанин на англиски? Секси шоп. У секунда ти текна? Да, у секунда. Например, силан паланчанин, топ шоп. А Никола што кажа за расот, например, на скетч, расот за косо. Тоа го зборев у кола. Да види. И се кима... А ти знаеш... Доколку немаш коса, би посадил коса на глава? Не, брат, будала ли само гузица на глава да стане? Са да ја се наврат нека уја. Ама брат, не зашто, Господ не дае такви. Ама са. Исто ќе сам ружен, што 100 операција да направам. Пак ќе биде ружен, брат, исто си е тој. Само малце покриено ружен ќе биде, брат. Не, брат, не се замана со нема ја комплекс од тој, брат. Шо, тај сам. Значи, ако е требало да имаш косу, Господ би ти дае косу. Ако треба да бидам убав, Ќе биде убав, брат, ќе се можеш, шо сега? Ја ружен се жени 4 пута, камоли по ногој. Ора сај, ја не река сум грд, да бидам искрен. Брат, ја тоа не може да кажам ништо. Ја мене ми е брат, не сум навикнат вака без брада бе. Еј брат, стварно, ама се гради ова. Ја морав, да. Сега кога ќе пуштам, пак ќе се видам ја. Пак ќе се видам маш бе. Муж, ти зна, мора ти кажа да вид за бркови за брадо. Поздрав, дечки. Иде некоја жена и гледа мужа со бркови убави и таква брада. И вика, леле, господине, колко ви е убава брада и бркови? Да, господи, убава е брада и бркови. Вика, може ли, вика, да искину, вика, од
едно влакно вика од бркови. Господја, док има вика у магазин излог не га дирам. Кај ти текна? Брат, милион, значи у момент ми текнува милион. Ти знаеш? Тебе зборче да ти кажа, ти ама види, не можеш ти да бидеш комичар без ова, без да имаш ова способност. Да, Треба да се знаеш у секоја у ситуација. свак момент, у свак мене најтешко ми е кад ќе ми видиш на улица, брат, кажи еден виц. Ќе го тиш, брат. Ќе го тиш што да кажа, не ти текнува у момент некој виц. А иначе Во муаве, вака знаеш на касу секи ден Великден па да кажеме некој виц и за околу Великден. Не сак за едно 2-3 недели. Иде човек на касу и јајца си купија. И тај касиерка вика: "Господине, само јајца ли имате?" "Не, господи, и душу има." Сада не биде точно ја да ти се надополнам. Пред Великден што иде прво, што иде второ? Не знам, брат. Овој мој виц ми текна у секунда. Да. Прво иде вицот на Шлюкс, а второ иде песната на Джокси. Е, да, бе, на Великден се зара. А добро, а? Добро. И да, со Поздрав Джокси. до мојот другар Джокси. Да, поздрав е ви од мене до Джокси. Со таа песна пораставме, ама не На многу. Великден сум се заливил, да. Ја на колку Великдени су, јас сум се заљубил. Ја ти што ти. А брат, мислам дека ти си се заливил па и На повише Великдени. На повише Великдени сум се заљубил, сум се облюбил и така. Што спремате нешто ново? Еве сега со екип. Знаеш како, мене ми е сега предизвик, например, ова знаеш, што го преме брзо викај полиција. Ние, како што спомнавме, скеч шоу, Да. ама стендап, како стендап во вистинска смисла на зборот, сакам тоа да го Да пробам. продолжи малце на повисоко Сакам ниво да се малце издигне. да, сакам малце тоа, предизвик ми е и само што чекам да се напише некој добар, не сакам, не брзам по секоја цена да биде тоа утре. Си се пробал на некој национален медиум, брат? Или немаме достапност ние обичните смртници? Па, Ги закачам, брат, секогаш. Со сите гости ги закачам. не спорно, Значи- се проба во друга форма на еден медиум што тоа е брат тоалет. Тоа не е медиум, национален е па за жал по мајката. За жал. Национален е, знаеш како? И сам си, мислам, си напуштив, кога ќе видам, кога ќе влезам во телевизија и кога ќе ми се каже денеска треба да размислуваш вака. Не сакам. Пријателе, извини, па имам свој мозок. Овдека размислуваме, ја Дари и Никола размислуваме заедно. Па Пошто така ни и поише треба. мислат од мене, ја не го. Па треба некој па да мисли. Ама на пример е окей со ваков тим да работиш. Значи Не бе топ ви. се трудиме да бидеме добри. Значи се трудиме и секогаш идејата дали твоја, дали негова, значи ја прифаќаме и сега разгледуваме. Може е добра, може не е добра. Ама ќе го снимаме и така, ќе го снимаме и вака да видиме како е добро. Ама да ти кажам Ама како ја ти доаѓаш кај мене и ти викам, еј, знаеш што, рече баба, ќе збориш ова. Брат, бе, не ми се збори денеска, да не ќе да зборам. Ето така не ќе денеска. Да и ние со Никола може се деси 3 дена, 4 поред да снимаме, од кои некои работи ги снимаме адхок, што ќе ни текне момент и искача топ Не, искача. скечевите ви се топ. Да. Стварно ми се топ. Фала, брат, фала. Значи екстра ми се свија начинот. Ми се свија како е, значи се ми се свија. И како е снимано и како е измонтирано и поентата се. Дефинитивно. Па знаеш што, ние можеме да кажеме на пример вака или онака, ама Даре ако не знае таму да направи, на пример, сега он не може да направи да изгледа му јас убав. Даре. Даре не е пластичен хирург, брат. Даре па и тоа треба малку да. Ти знаеш ли Нас като тишо некој плавуша и гледа докторе у мантил, вика, докторе, знаеш, вика, не вика, господјо, јас сам специјалиста, вика, за пластична хирургија, вика, јас сам пластичен хирург. Туку ја миши истински си. И брат, Дефинитивно. тоа е некоја дефиниција за успех, брат. Дали ти се случува на пример, да на улица, да те сретнат на пример луѓе да не ти е до мове, да не ти е до вици, да не ти е до смех. Многу пута, брат. Што импровизираш? Насмеем се, брат, импровизирам, кажам А, да. нешто, брат. У тој момент најчесто се зафркавам на мој рачун, пошто да не навредам некога. А ти да вриеш нешто, да тепаш некој ти
Ја брат ти си кажу на мој рачун дека стварно сам ружен брат. Остај тоа сега. И на тој форум направо некој за фраканција за луѓе да се Така? насмеев или виц некој кој ми текне у момент и тоа е тоа, а ми текнуе брат. Ја имам добро соработка со другара затоа зашто он знае како да ме разбуца, знаеш, да ме отвори у кој правец и кога почнам ја вицеви за доктори, кажувам вицеви за доктори, на пример иде девојка и баба идат кај доктор. И доктор вика: "Ајде девојче, соблече се горен дел, соблече долен дел." И сега и овој баба вика: Не, вика докторе. Јас сум за преглед, не е девојче. Добро. Ајде баба кажи Тоа е муабетот. Знаеш, две баби прават мовет и знаеш ли колку напреднала медицината од тогаш кога ние бевме млади до сега? Како бе? Порано вика ќе отидев на доктор, па ќе ме соблече цела, па се, а сега ми вика: "Ајде бабо, кажи Абе, вие сте остарале. Спомна национални медиуми. Да. Боби, мене ми смета, брат, знаеш што? Мене ми смета што само подовластени луѓе, така да кажем, има моветно има место, до брат, таму- моветно има место. Да. до таму допир, има до таму влез, да кажам, еве. Еве, зошто ти не си например, добар, он не ти зошто вика, твоето не шоу си- да не биде таму напред? Пробав еднаш, брат. Пробав не е битно, со нема љутиш пробавме, каде што одреден директор на еден национален медиум, ово кажам по втор пат, мислам или трет, ми вика: "Може да влезе Никола и Боби, ама Трајче не може да влезе." Тој Като на К15 кажеш, Цацко не може да влезе. Тој истиот директор за Поздрав на К15. Ти си окей. Ти до таму си стигнал. Тој истиот директор не се симна да ме рече здрав шоприш да. За истиот збор, да. Така да, ма Само добро, па знаеш бенди што? сум, да. Дедо ми викаше, функциите се менливи, милниви. Да, а да, не си да. со живот директор или началник. Ние сме си исти, брат. Треба да сум бидеш ти- човек. И од пред 15 години кога Јас сум малку почел вака. со рацете нема не длаба. Добро, што не се степа. Значи, ја и пред 15 години сега сум си исти. Се надам дека јас сум исти. Исти, колку што те знам, да Надам се си дека без си. брада, поубав си малце. Не пуста ме. Да. Марија ми вика бе со брада си побав. Ама Мазан. сега ти вака што мазан си брат, така. Мазан, Добро, брат. ти си учен Па секој ден. тој е цак, лизни, цак, цак, цак. тој лизни мазни, брат. Тој е около женско работа вика лизни мазни. Па у денешно време па и полицајци со бради со брки. Не ни даваат уште, брат. Добро, вас не Не, ви не даваат. даваат. Ама оние на Не. пасошко на Сега, брат, зависи на кога- уметници. Има и такви уметници. Сега зависи кој ни дава, кој не ни дава. Дали началнички или началник? Па сега, брат, или дава или зима. Да. Ја отеравме да не те казнат па те. Не, брат, ја немам проблем, па што ја у достојно светло си представам како хуморист и комичар, а таа другата служба. Не, мене многу ми се допаѓа начинот на кој што ја прикажуваш својата функција, твојата, не тоа функција, твојата професија. Да, професија. Знаеш што, сакам да Мора да има и не е полицајот Сакам да го разберам тепањето. табуто и стереотипите дека полицијата се тепачи, дека се намќор. Нормално тој што си заслужил ќе си добие тоа. Крај на крај, ние не сме тие што тепаме. Он сам ќе се тепа, тоа што го направил ќе однесеме на суд. Добро, може ќе го помилуваат, може, знаеш кога отишол човек што украл Може ќе плати. што украл петел и јајца, знаеш, и вика што направи? За петелот ме осуди, а за јајцата ме помилува. Нема појака. Брат, еве како за крај, што би ни порачал еве у овој стендап простор, инфлуенсерски простор у Македонија, што би мислел дека би можело некако да не спои или не знам било што. Барем малце да бидеме луѓе и да соработуваме, да градиме нешто што ќе не зборат за подобро, мислам да не зборат. И да е полошо битно ќе не спомнат, затоа зашто времето си проаѓа, а ние треба да останеме луѓе пред себе. Брат, мора да не спојат овие фестивали на хуморот. Да. Што се случуваат, па впрочем и за тоа се. Така. Јас нема, глупо кажано. Секој сака да е прв, секој сака да добие Така. награда, така. Ама верувај дека мојата поента и моето учество таму ќе биде за да запознам нови ќе има комичари од Балканот, од Хрватска, Така, од така. Србија. Тоа ми е најголемата награда. Така. Утре ден зашто па да не бидам викнати таму? Така. А ако добијам награда уште побаво, ако не нема да престанам да бидам комичар.
И па многу луѓе се разочаруваат од тоа. Ова година не добив награда, готово ете, толку е тоа. Мене ми се нејасни луѓето, другар ми е, не сакам да го спомнам сега, еве како сега. Има спомнато, има неколку пати јавно спомнато, има неколку пати спомнато, не добив награда вам. Абе добро, не доби, па сега те да си го својот филм. Па така ли е сега? Ама мене го правиме за мене најголема награда е кога си искочен каже Чичко Боби шо правиш ово. Нема поголема награда. Или да ја се сликаме, да се гушнеме дефинитивно. Значи мораме ние да разменуваме љубов во вистинска смисла на зборот. Јас зборот сакам навистина ми е тоа најголема награда кога ќе ме види некој на улица, кога ќе ме препознае, кога тогаш веќе сваќам чекај бе, јас правам морам да внимавам. Нешто правам, да. Ја тоа не го чувствувам. Тоа обично нели ти, другите луѓе, например дома Марија ќе ми го каже тоа, ќерка ми Мими. Ми вика тато, никогаш не си ме спомнал бе. Те сакате. Ги спомнам ја Војдан, Евгенија, Мартија, сите. Да се живи и здрави. Мила, Марио, сите ги спомнам, да. Па ја не сум толку напред, Да. Ама добро. Ја почнав со време. Да. Така да ќерка ми ме пресреќен, например. Така е. Нормално. Сите они, меѓутоа ти викам да се здружиме некако да ги закупаме ратните секири. Вистината е дека медиумски постоиме, треба да си признаеме, ради публиката. Така е. Таа публика што ја имаме, што викаш ти, каква таква сме се изградиле, да. Што сме се ја изградиле, што не среди заради нас, што е тука. Ние сме заради тие луѓе го правиме тоа. Ако нема одредена маса на луѓе што те почитува, што те цени, што почитува твојата работа, зашто ти постоиш? Што сега јас да се снимам? Не, жаба они направија со по едно снимање направи дека можат се да направат. Знаеш како? Јас во Прилеп, да бидам искрен, во Прилеп оценив и проценив и тогаш викам чекај 500 луѓе. Да. 500 луѓе купиле карта да дојдат да те гледаат и сега ти, знаеш, имаме некаква одговорност. Треба да знаеме. Тоа и затоа ти прегескаш го правиме вајдот и приватно кога ќе искочиш малце и од улогите еве што ги правиме или како водител, како глумци, како кажувачи на вицеви, мада јас себе се сматрам дека успеав да изградам лик Боби Шлјукс. Значи не Станко, Петко, Рајко, значи Боби Шлјукс како лик, значи се изградив каков таков вружен, убав, нападен, не знам како, ама изградив. Си имам своја публика, си имаме своји луѓе и мене ме сите тие луѓе да ги обединиме, затоа што има луѓе што го гледаат и Трајче, и Боби, и Томски, и Лазаров, и сите, значи сите не гледаат и сега сите имаат почит спрема својата публика и некако тука да ги обединиме, да покажеме дека сепак се и се трудат сите. Значи поздрав до Томски, до Даре Дете, до Лазаров, до Стефан Вицовиц, значи сите се мои браќи ги поздравувам. Значи брат, тебе ти е добра идејата и тоа е сето тоа добро, но да бидем искрени, меѓу сите нас има и црви. Црви бегине онаде. Се брат. Како покрај тие луѓе? Значи сега ние да земеме на пример, да се обединиме, како што спомна здружение, не важна формата. И кога ќе се појави некој си таму, на пример, еве, од Битола, и утре кога ќе земе да плука по тебе, на пример, без потреба, и такви луѓе што сака да направат раздор. Мораме некако да ги ставиме по страна. Брат, они сами ќе се елиминираат. Ја им посакувам среќи на нив, брат. Значи јас немам зло, им посакувам среќи на нив, ама сами ќе се елиминираат, брат. Ама знаеш како, не го гледам тоа баш така сега. Заради тоа што впечатокот мој барем е дека има доста публика, а за жал во ова општество. Наше. Во ова општество луѓето повеќе сакаат да гледат го соблекол газот. Леле, што му кажа ој го навреди. Леле. А зашто да те гледаат тебе, например, или мене, или сад да не се навредиш или нешто слично. Но масата на народ повеќето е таму. Зашто е тоа? Не мислам дека се менува, брат. Да се мислам дека ние работиме да се тоа промени. Да, мислам дека се менува да покажеме на младите дека не мора да е со гол гз за да успее во животот, дека може патот нашиот е потежок, ама си е поштен патот. Брат, благодарам уште еднаш што беше мој гост. И уште еднаш ќе ти дојдам. Што ми ваква прекрасна палачинка. И Тимчевски, да не ги заборавиме Тимчевски, нормално.
Па за вакви награди. Благодарам. Палачинката не спомнавме дека е прекрасна. И од кога ја пробав? Да.